8 мај како датум за споени председателски и парламентарни избори што го предложи ВМРО ДПМН не му одговара на Талат Џафери. Тој смета дека ако изборите се одржат на овој датум ќе има малку простор за жалби и прегласувања и може да се пробие рокот за инаугурација на новиот председател, кој треба да биде на 12 мај. Доколку се случи такво нешто, според Џафери ќе треба да се организираат нови избори. Собранискиот спикер ги повика партиите да размислат дали е поважно да се заштедат пари и да се ризикува да не биде избран председател, или да договорат посебни термини и да нема ризици. Сепак Џафери остава простор партиите до нова година да постигнат договор. Немам намера никого да повикувам, а тие треба да бидат одговорни за ова прашање и да ме информираат. Најрано председателските избори може да се одржат на 14 март, а најдоцна на 8 мај. Но 8 мај е цајт нот, бидејќи инаугурацијата на председателот на државата треба да биде на 12 мај. Ако вториот круг од председателските биде на 8 мај, можно е да останеме без председател на државата ако имаме жалбени постапки, односно ако има прегласување на неколку гласачки места кои би влијаеле на резултатот на изборите. Ако се остави на мене, јас секако не би одлучил вториот круг од председателските избори да биде на 8 мај. Ако така одлучат партиите, ќе го почитувам тоа. Но нивна ќе биде одговорноста ако евентуално не се избере председател на државата. Во однос на парламентарните избори, Џафери смета дека тие најрано би можеле да се одржат на 5 мај, а најдоцна на 15 јули, затоа што мандатот на пратениците завршува на 4 август. Секој датум пред 5 мај би се сметало дека се предвремени избори и тоа повлекува посебна процедура. Ставот на ВМРО ДПМН е од поодамна јасен. Тие бараат споени избори за да се заштедат пари и го предложија 8 мај како можен датум. Премиерот Ковачевски пак упорно бега да соопшти дали овој датум му одговара и дали се согласува изборите да се спојат. Смета дека тоа ќе го договориле работните групи, кои се уште не се ни формирани. Во меѓувреме опозицијските БЕСА и Алтернатива поднеле барање за оглас на член на Државната изборна комисија. Седмото место во ДИК е празно откако Кренар Лога премина во власта и стана министер за правда. Сега е на ред комплетирање на комисијата за да може да ги подготви изборите.